Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Јас сум Љупчо Златев. Вие следите уште едно издание на Утринско еспресо на Радио Лидер. Вест на денот, уште од вчера, Радмила Шекеринска избрана за заменик генерален секретар на НАТО. Сотир? Па види, прво честитки за господјата. Јас сум познат стар джентлмен, иако не сме во некоја голема љубов со нејзе, поради едно вирално видео од пред 10 години, ама тоа е македонски кадар, да се разбериме. Тоа е македонка. Што беше со видеото? Па во друга прилика ќе раскажам, не сакам да почнувам така емисијата. Да не се закачаме со НАТО. Не, столе ќе го прашаш од нашиот колега, тој ќе ти објасни во негова емисија што се случи. Немој од прв ден војна на НАТО да му објавуваме. Имаме многу земји против нас. Златев, како и да е, тоа е македонка, значи македонски кадар, лево ориентиран. Сега види, као лидер на партија не покажа ништо, најтешки резултати. Ето, као министерка на некого во НАТО му се бендисала, ама ја као познат антинатовец, ја само можам да кажам што Македонија е безбедна и под чадорот на НАТО. Ајде да ја пуштеме вода, нека покаже резултати. Ако не можеше во Македонија, нека покаже во НАТО. Марк Руте, нели генералниот секретар на НАТО, ја избрал токму Радмила Шекеринска. А сети се Руте доаѓаше во Македонија неколку пати. Да бидеме реални, ова создаде малку немир во Бугарија, затоа што втората кандидатка покрај Шекеринска доаѓаше од Бугарија. Кеф ми е за тоа да знаеш. Станува збор и го забореив името. Не е битно. Но исто е македонка по потекло од Егејска Македонија, така што во секој случај ама български политик. Ова е функција, највисока функција која во последните 10 години ја добил еден македонец, а е втора највисока функција воопшто која ја добил во меѓународна институција еден македонец. Првата е на Лазар Мојсов и на Срđan Керим, кои раководен не сразмерно поразлично, оние првите се многу поголема функција. Претседател на Генерално собрание на Обединети нации, но сепак во рамки на меѓународна институција, ова е трета највисока функција која било кога ја обавувал еден човек од Македонија. Честитаме на Шекеринска, се надеваме дека Македонија нели ќе добие од се ова. Па нека ги потсети што договарале кога го предадоа името. Влез во ЕУ. Еве нека ни помогне Шекеринска, нека се покаже дека е некој кадар. Има коментари, честитки од сите страни, но Агелер, амбасадорката на Соединетите Американски држави, покрај тоа што и честиташе на Шекеринска и честиташе и на владата. Македонија, владата на Македонија. Некои викаат, па зошто владата до сега не е честита на Шекеринска? Па сега добро, ако е нели поддржана од владата, како владата да е честита, тоа исто како... Не, познавајќи ја ова влада, познавајќи ја премиерот, ја ви тврдам денес... Тоа исто како Мицкоски на министрите да им честита, што станале министри. Ке има денес сообщение. Ке има денес сообщение. Да, имам информации дека Мицкоски денес ке има обраќање токму на темава, токму затоа нема нашиот гостин од ово утро да го оптоваруваме со оваа тема, но символично и денес сме со дамата, молам Сотир да го представиш нашиот гост. Ќе биде малку неконвенционално представување. Добро, мене што ми даваш. Вака, значи, една мала приказка ќе раскажам, почитуван Златев. Прво, добро дојде ти кажам од Англија, од Лондон, се ми кажаа професорите дека убаво си поминал, сите испити си поминал и ајде те чекаме таму тоа да заврши специализацијата, докторатот ни шој да беше. Значи вака, денеска гостинка ние ќе се вратам 10 години наназад, на кратка приказна ќе раскажам за едно девојче што туку дипломирано, што туку вработено и што туку закачено со политиката македонска и ми доаѓа позната на мои луѓе керка и ми доаѓа и ми советува за еден совет и ми вели Чичко Сотир, се советував со мајка ми, со татко ми, ама сакам и со тебе да се советувам. Понудено ми е вика да бидам на листа за партеници 20-то место од мојата партија, дали да прифатам? Јас сам овака и реков, да прифатиш, да бидеш горда, ама тоа е последно место. Да, тоа е влог за воиднината, да и на партијата ќе ти врати. Тоа девојче поминаа 10 години, чинам 2016 беше, денеска е портпарол на владата на Република Македонија, Марија Митева. Предходно портпарол на ВМРО ДПМН, пратеник
од едно убаво мирно место, пратиличко, Значи- многу парички, многу шетање, отиде во владата. своевиден Добро ни феномен. дојде, Марија. Добро утро, Марија. Добро утро, благодарам на најавата. И сега некако ми дојде да ти кажам Чичко сути. Ба, нема проблем, нема проблем. Уживај. Ја и тоа сум, и тоа Токму сум. ова е моето прво прашање. Марија, ти се откажа од пратеничката функција за да бидеш портпарол на владата и сега не сум добро запознаен, но мислам дека имаш помала плата сега од што би имала во собрание. Поправо се. Да. Зошто одлучи тоа да го направиш тој нели потек? Види, Лјупчо, јас сум свесна за мислењето на и општественото сваќање за пратеничката позиција, по однос на ставот кој што го има пратеникот во општеството, меѓутоа некако ценам дека на крајот, без разлика на позицијата, доаѓаме до моментот дека служиме на граѓаните. И мојот карактер е динамичен, мојот карактер е нешто кое што бара секојдневна динамика и нешто на што јас можеби и најдобро одговарам. И не секогаш одлуките при правењето на изборот тргнуваат од она што Од висината на платата. што лично цениш дека ќе биде можеби подобро во моментот, туку во нешто што некако цениш дека можеш најдобро да допринесеш. Така што тука некаде лежеше мојата одлука за промена на позицијата. Добро, Сотир никад нема избрано помала плата у животот, јако. Не е точно, не знаеш. Ти само знаеш дека јас сум бил во агенцијата и во МНФ на големите плати. Сите кога одеа нагоре, мојата плата одеше надоле. Ама денеска посветуваме внимание на портпаролот, на владата на Република Македонија, на новите политики, на реформите и за Сотир ќе зборуваме во некоја друга емисија. Марија, да те прашам нешто. Малку е лично прашањето, ама мислам дека ќе го прифатиш и ќе одговориш. Те следам во последно, ја нон-стоп те следам, мислам тебе, ама во последно време те следам и малку сум зачуден, пријатно изненаден од твојата смиреност, концизност и сигурност во тоите настапи, а така млада. Сега, не да не си искусна, ама сепак си млада во политиката. Те гледав како еден двојца уредници, новинери сака да те одместат од местото. Ајде за дуелите да не зборам, полека победуваш и многу поискусни од тебе во овие дебатни емисии. Како успеваш таков фокус? Како успеваш толку да си смирена, а мислата, иако те, ќе ти кажам, те нападна Бектеши и те навреди. Ти како врвна дама на политиката, така некако со стил му одговори, не влезе во капга. Еден уредник удараше по ребра прашања лево и десно, шо и работа на новинарите. Ама некој пат беа така под појас, што се вели. Како успеваш да останеш мирна, концизна во одговорите, јасна мисла да имаш и вокабуларот да ти е речникот на највисоко ниво? Ако не е тајна да ни откриеш. Не секогаш- Ја се бавам со тоа со реторика. Не секогаш ми е лесно, но ако треба да одговорам како успеам, со многу подготовка. Значи работиш, браво. Мислам дека ништо не е случајно, ниту е талент во прашање, туку е многу подготовка, многу фокус на она што го имам пред себе и некако секогаш се фокусирам на тоа што е суштината на тоа што сакам да го пренесам јас, а не на она што го добивам од соседната страна, затоа што мислам дека нема тешко прашање, има лош одговор. Нема навреда на која што можете да одговорите посоодветно ако не примените само фокус, смиреност и конзистентност и на крај да ја кажете вистината таква како. Па со најдобро Бектеши го научи од тебе да ти кажам и добра лекција му даде. Не знам дали се согласуваш со мене, иначе кога сме кај талентот, ти некако во пракса спроведуваш тоа што Ајнштајн многу одавно има кажано. Кога го прашале како успеал, рекол, па видите, 1% талент, 99% работа, труд, повторување, се нешто ново работење и резултатот доаѓа. Добро, тоа беше лично прашање, јас продолжувам со второ прашање, па потоа Златев те презема во диалогот, што би се рекло утренски. Да, ја поише, очигледно ти си повеќе за овие, како да кажам, кариерно лични прашања. Да, зошто не? Млада во политиката, успешна. Јас завршив со тие успешна. прашања со платата, ќе зборуваме за Не, владата. еве вака, Да. Златев, ја би прашал, Марија,
месеци се во прашање, нова власт, а веќе социјалниот диалог со здравствените работници даде први резултати. Те молам, дали можеш да ни кажеш каква беше атмосферата во изминатите денови, кога ја вчера кулминираше со добра, една убава работа, покачување на здравствените работници, не знам, таму 10% или како, ја можам да речем, Златев, дека ние доприносме лидер овде, ги угостивме двојцата независни синдикалци, тоа е Гоце Делчев и Боби Бојчевски, отидува во владата и win-win ситуација. Сотир, немој жити се, после ќе се наредат сите што сакаат плати да зимаат поголеми ќе доаѓаат кај. Нека биде баран лидер. Функционерите добија без да дојдат кај нас да побарат единствени во историјата на државата. Не, тоа беше во минатата власт. Тоа им го овозможи Димитар Ковачевски, мислам. Да, во минатата власт беше тоа. Те молам, Марија. Од секогаш верував дека клучот за решавање на проблемите е во диалогот и постојано и од аспект на опозиција критикував дека недостасува тој политички и општествен диалог. Да. Затоа што работите и политиките и мерките се донесува еднострано со носење на одлука само онака како што претходната влада ценеше дека треба да се направи, не слушајќи го гласот не само на здравствените работници, туку на многу таргет групи кои што во тој момент велеа дека некако недостасува диалогот и бев сигурна дека како влада ќе имаме капацитет да го водиме тој диалог. Да, ова се големи успеси за влада која што ја превзема власта само пред 5 месеци. И ме радува фактот што на самите почетоци покажуваме отвореност за водење на диалогот и наоѓање на решение, кои што не секогаш можеби во определен момент делуваат како најсоодветни, како најдобри, дали треба уште повеќе, се разбира дека треба, но дали во овој момент со капацитетите кои што ги имаме на располагање се успеале да направиме исчекор нанапред, со сигурност можам да кажам да. Диалозите не се секогаш лесни, не е нешто што се случува од денес за утре. На тоа треба да работат многу луѓе и работат од аспект на ресорното министерство, од аспект на министерството задолжено за финансиите и она што значи буџетска можност истото да се реализира. Да. Од тука доаѓа и личната заложба на владата, на претседателот на владата и кога сето тоа ќе се заокружи со еден позитивен диалог, секогаш имаме позитивни резултати. Така беше и со здравствените работници и покачувањето на нивните плати, но она што уште повеќе ме радува е тоа што во рамки на изнаоѓање на тие договори некако размислуваме долгорочно, не само на изнаоѓање на решение како можеби оваа година да се добие некакво покачување. Затоа изголемувањето на платите на образовниот кадар, но и сега на здравствените работници имаат малку подолга рамка, односно станува збор за мерка која што опфаќа еден 4-годишен мандат на владата. Односно дека ќе имаме зголемување на платите од 40 до 50% во еден мандат. И се разбира, не е се онака како што е договорено, се разбира дека во зависност од економските движења, од развивањето на економијата во целина ќе зависи и покачувањето, но важно е дека имаме план како истото да го реализираме. И тоа ме радува. Повторно ќе кажам, не се само образовните работници и здравствените работници, како влада сум сигурна дека и во следниот период ќе го продолжиме диалогот за останати таргет групи. Златев, ти си на потек. Добро, ова е дојде неочекувано. Прво дадовте 2.500 денари за пензионерите со најава дека ќе има уште 2.500 денари, мислам дека на почетокот од наредната година, во март, во првиот дел од наредната година. Тоа се Ја како пензионер да ти кажам, во март. Кога ќе ги ставиш тие трошоци, излегува затоа што тие што имаат поголема пензија ќе добијат помало зголемување, тие што имаат помала пензија ќе добијат помало зголемување, но кога ќе ги собереш, излегува дека за 20% е зголемена пензијата. На сите кога ќе ставиш колку пари се потрошени, ќе се потрошат, односно излегува како за 20% да е зголемена пензијата. Сега доаѓа ова кај здравствените работници, има најава и во како се вика во образованието. Митева, не се плашите дека можеби ќе снемаме пари? Затоа што на многу места се даваат зголемувања. Ние веќе имаме некаков буџетски дефицит од претходно. Малку не ви е страв за таа работа? Не ми е страв, затоа што ценам дека со правилна алокација на средствата од буџетот, со
намалени непродуктивни трошоци со честно и домакинско работење ќе можеме да го постигнеме тоа што сме го ветувале пред граѓаните. Сите овие работи кои што веќе за само 5 месеци се реализираат се дел од онаа предизборна програма која што во моментов стана и владина програма, така што ние треба да се водиме по, би кажала, тие ветувања, по тоа што е владина програма и да наоѓаме начини како да ги реализираме тие работи. Многу во минатото имавме влади кои што некако аналитички ги водеа процесите. Односно само дискутира, разговара, дава мислења по однос на тоа дали може или не може, но некако недостасуваше реализација. Сега мислам дека е време тој принцип да го малку промениме, да помалку зборуваме за тоа кои се проблемите на надлежните луѓе кои што ги водат министерствата, а нивна работа е да ги решаваат тие проблеми и да нудат подобри мерки. Добро. Ај вака да размислуваме околу дефицитот, што си во право, ама сега имаме еден суфицит од 500 милиона евра. 250 за малиот и средниот бизнис, 250 милиона за општините. Све е договорено, банкарите, сектор кој никој пат не е во губиток, секој пат имат добивка, дивиденти, делат и така натаму, кажуваат имало пречки. Ајде сега да видиме што е работала. Сега не можам да се согласам со тебе. Ајде, па добро, па тоа е демократијата да не се согласиш. Не можеш сега согласиш. ти да им речеш на банките вие ќе работите без профит. Сега, тоа се сепак приватни компании, они имаат акционери и пред тие акционери одговараат. А кој вели дека без профит ќе работи? Значи, па добро сега, првично беше помал или поголем, па сега преговара, помал или поголем? си ги штитат тие интересите и така натаму. Докаде се преговорите со банките во однос на унгарскиот кредит? Имаше одреден напредок, соопштено беше дека се договорени со условите, дека тие кон владата ќе ги вратат без камата средствата и владата ќе покрие нели каматата кон Унгарија, но во однос на каматите кои банките ќе ги наплаќаат на компаниите, се уште нема договор, така? Моето мислење е дека понекогаш треба да размислуваме сите заедно како до поширока општествена одговорност да покажеме кон граѓаните. Најлесно е можеби секој својот интерес да го гледа и кога би ги гледале, би кажала така, работите црно или бело, ќе се согласам дека секој би требало да го гледа личниот интерес, но не можам да се согласам дека една влада не треба или би било сосема нелогично да се обиде да побара од сите општествени чинители да покажат поголема општествена одговорност, затоа што сепак ценам дека тоа ќе биде успех на граѓаните, а не само личен успех на владата, и баш поради таа причина ценам дека ставот за водење на диалог кој што ќе покаже поширока општествена одговорност од сите чинители, а во овој случај од страна на банките кои што ќе имаат можност да располагаат со тие средства од кредитот, е сосема соодветна. Во делот на разговорите, истите се случија веќе претходната недела, има помрднување и договор во однос на роковите за кои што ќе биде издаден тој кредит, односно дека ќе станува збор до 15 години, нешто што беше на предлог на банкарската асоциација. Остануваат преговорите во тек, ќе има Министерката за финансии и поединечни разговори со поединечните банкарски субјекти, но ќе има разговори и со Централната банка, односно со гувернерката, нешто што зависи точно од политиките на Народната банка во делот каде што може да се направи било каква промена во делот на олеснување, така што ценам дека до крајот на неделата ќе имаме конкретен став и завршување на овие преговори во позитивна. Златев, може еден мој став за добивка или губиток на банките? Ние сме цирка 2 милиона луѓе, нека сме помалку бидејќи се разбегани низ светот, нека сме 1.500.000. Да речеме најголем дел од нивсите имаме барем по една од овие картички, како ги викаат, од банките. И сега ја како човек со поодминати години подзаборавам, немам го минус, сум имаш нешто го уште минус. многу до поодмини. Ти благодарам многу, браво, частам денес, јас частам. И заборавам дали имам или немам пари на сметката, ке кликнам на тоа автоматот, состојба и таква или онаква.
кога ќе ми дојде извештај 20 денари. Па ајде да го помножиме по 1.600.000, по едно кликање, само од кликање да си ги видиш парите, имаш на сметка, немаш на сметка, ти ги зеле, не ти ги зеле, си платил кредит, не си платил струја, вода или овола, ти земаат 20 денари. Кој беше бе тоа труд, ти кажи ми мене, значи еве ја печалката невидена. Јас не се согласувам со вас, што ги правдате банките, ти повеќе Марија помалку, не си е работа тоа. Ја да бев владата, пред да седнем на преговори, ќе донесев закон за екстра профит и после ќе ај сега дојде да преговараме. Па, паметно. Значи, паметно. Да бев ја владата, да така ќе направив, затоа што не вака сега. Очигледно. Пази, банкарскиот конзорциум го оценува целото македонско општество. Сотир Костов као поединец, не член на партија, е против тоа. Има ценза моментот во кој се наоѓаме, има ценз дека и до година ќе дојдат вакви пари и има да се вклопат во контекстот во кој живееме. Митева, вашата партија е во еден економски, како да кажам, економски залет, затоа што очигледно во изминатите години ништо не се направило во економијата и сега се обидувате максимално да да донесете мерки, да ја оживеете македонската економија и тој труд е сосема во ред. Но многу економисти ќе кажат дека Македонија покрај тоа што имаше неспособна влада не успеа да направи економски раст и поради тоа што во изминатите години, 10 години, растот во Германија е намален, а Германија е наш најголем трговски партнер, во Европа е намален, а Европа е наш најмал трговски партнер. Сега, само што дојдовте на власт, одма првата главоболка, доаѓа во Америка Доналд Трамп и вели, ние ќе направиме трговска војна со Европа, ние ќе им воведеме 20% царини, што дополнително ќе оштети европската економија, со која ние сме де-факто со папочно на врвца врзани. Па ми го напаѓаш Трамп. Прашањето е не го напаѓам Трамп. Ова е очигледно, значи не ова он и најавува таква политика, човек. А тоа е економска политика. Тоа си во интерес на неговата земја. Сега ние треба да работиме во интерес на нашата земја. Протекционизам е тоа. тоа. Мислите дека може да бидеме економска приказна која ќе биде успешна во услови кога Европа би одела во рецесија, да речеме? Да, секогаш оправдувањето на претходната власт беше дека станува збор за европски феномен, да. Увезени економски шокови и дека не станува зборот политиките кои што ги носи самата влада, кои што немаат никаков резултат, особено нема економски, туку стануваше збор за увезена инфлација, за ковид криза, за енергетска криза и секогаш некако се бара оправдување за тие состојби и затоа и во предходното мој одговор на прашањето кажав дека постојано се однесува аналитички при владењето. Не само што нема никаков кризен менеджмент, туку и состојбите кои што се случува намерно ги користеа за да сукријат неспособноста која ја има. И тоа е најлесно да го направите. Секоја влада би била најлесно да каже, видете што се случува во светот, не е ова само до нас. Но имаше многу влади и во Европа кои што покажаа како успеа и умеа да се справат и со ковид кризата, и со енергетската криза, и со инфлацијата која што практично беше поголема кај нас отколку онаа во еврозоната во определен период. Ќе има потешкоти, економијата е состојба на движење постојано, зависи од многу различни политики кои што се случуваат, но наша обврска е да најдеме начин како да успее нашата економија да расте согласно условите кои што им се потребни на нашите граѓани. И мора да размислуваме, економијата не е само зголемувањето на платите. Економијата е развој на бизнисот, на инфраструктурата, на образованието, на подобри услови за живот. И кога ќе имате фокус на сите тие работи, кога ќе почнат работите да се помрднуваат од едно во друго поле, некако состојбата ќе стане природна дека некој размислува и знае како да направи економска стратегија која што ќе донесе позитивни резултати. Не велам дека ќе ве потсетам, еве и имаше и светска економска криза во 2009 година кога тогаш ВМРО беше на власт, па најдобро се справивме успеавме како држава да имаме добри економски политики. Бевме една од Европа, најдобри трети во свет. Кој бевме без рецесија во тие
Во тие моменти Не смееме да оставиме простор да сегаш оправдувањата за надворешните случувања ги користиме Така, како така, оправдување браво. за собствените погрешни Ај вака, политики. јас поостро ќе бидам злате за ова прашање. Ја тврдам дека Европа е веќе во рецесија. Не може толку пари слеваат во војната во Украина, во давање оружје. Чекај. Полека, за да биде Европа во рецесија треба да има негативен економски раст. Европа Во е во момент рецесија. економскиот раст на Германија е 0,1%. Така што не е уште во Злате, рецесија. дозволи ми да се Кога ќе биде докажам. минус 0,1 ќе биде во Вака, рецесија. значи Европа 145 милиарди истори во Украина во војната. Денеска ти подпишувам дека Европа е во рецесија, ги кријат најточните резултати, ќе излезат, друже Златев. Те молам да се докажа. Македонија како се справува? Марија, ние овде не местеме утакмици. Дали можеш да се сетеш на трите најголеми инвестиции, дојдени или договорени во овие 3-4 месеца на новата влада? 8 се на број точно. Добро, ајде. Ја мислам многу е кој ги кажа сите, ама бујно. Така е. Фокусот на инвестициите кои што доаѓаат секогаш се гледаше како нешто по што како држава бевме лидери во регионот. И успеавме да воспоставиме систем на инвестиции, успеавме да размислуваме за тоа како да привлечеме нови, како да отвориме нови работни места и некако се покажа како многу соодветен систем кој што го направивме во тоа време и жалам што не само што не го надградија системот, туку многу го уништија и Стагнираш. Не само што стагнираше, нема да се согласам дека стагнираше, туку отидовме многу на дното. По многу параметри, ќе ги земам само земјите од регионот, ние бевме на предпоследното, а многу пати и на последното место. Последна таква инвестиција за која што се потпиша договор во владата беше Брейчланд, инвестицијата која што практично ќе овозможи вработување на 300 нови вработувања, ќе има производство во делот на водни спортови, нешто што досега не сме го имале како инвестиција тука, се наоѓа во индустриската зона во Жабен и во Битола, така што ме радуваат таков вид на инвестиции кои што и во следниот период многу ќе се случуваат и очекуваме и до крајот на месецот да има потпишување на нов договор со една нова инвестиција, но ќе оставаме да биде како ексклузивитет на биле 8. Тоа е свежа пара во македонското стопанство, во македонската економија, тоа е нови вработување, тоа е работа и за маецот се врти. Еве се снаоѓаме, не пропаѓаме и предвидува нова влада дека е неспособна, дека ќе донесе изолационизам. Како ви изолационизам? Ај сега додиме малку во меѓународни односи. Абе вчера овој Муцунски шо потпише таму во Брисел, нешто потпишуваш? Прва Македонија потпишала некој меморандум или те молам објасни ми повеќе за така безбедност. Каков е тој изолационизам, сега кажи ми ти мене. Па тоа беа тезите кои што претходната влада се обидуваше да ги пласира, додека зборуваше за Европа и ни ја крадеше државата, сакаше да створи слика во општеството дека некој е за, некој против или дека некој ќе има можност да ја изолира Македонија. Не баре ние сме биле дел и практично бевме дел од тоа европско семејство, нешто што беше комплетна лага. И тогаш и сега ќе кажам дека никој повеќе не ја изолирал Македонија од политиките на власта на СДС и ДУИ, но тоа е зад нас, сега треба да размислуваме ние како да одиме напред и како сите напластени проблеми да најдеме начин да ги решиме, а се многу. Во делот на меѓународната политика и она што како влада изминативе 5 месеци го правиме, е да имаме навистина офанзивна дипломатија, но базирана на презентирање на реалноста и на вистината која што не засега сите нас како граѓани. Најлесно е да прифатите се што ќе биде побарано, најтешко е да пробате да убедите некој која е вашата позиција и состојба од која што би требало да не помрднувате како држава. Разговорите кои што се водат со дипломатите се прво преку интеграција и идентитет, заштита на идентитетот, нешто што го ветувавме, нешто за што
зборувавме, нешто за што ќе се бориме, презентирање на вистината која Заштита на националниот и државниот интерес. Апсолутно да. Посуствуваше Маријато. Апсолутно да, се согласувам, затоа што имавме политичари кои што за се размислува, освен за позициите кои што ги имаме како држава, во тие моменти ни оставија проблеми какви што ни оставија. Да. Можеше многу лесно да ги игнорираме тие проблеми кои што беа на маса и да велиме дека тоа е работа која што ја завршила претходната влада, ние немаме што да правиме тука. Да. И многу често ќе слушнете не само во меѓународната политика, не само во странските инвестиции, не само во делот на економијата да кажат ова ние го започнавме. И јас многу често па велам, многу ми е жал што не успеавте ништо да завршите. Затоа што не е само да го почнете, да го презентирате или да кажете дека размислувате да Како го бе го направите. заврши автопатот игра со гајди, ора, со тапани играте, молам? Умешноста на политиката е не само да започнете, туку и да дојдете до степен на реализација. Пака сега, ќе бидам позитивно провокативен. Сега, како овој млад господин, чинам дека е најмлад министер за надворешни работи во Европа, ја го знам на здраво, со маса не сум седел, на маса не сум седел со него во кабинет, не сум убил, само се познаваме, значи него нешто форсирам. Како му успеа нему во Европа, само тој прв да подпише во името на Македонија договор за работка и безбедност со Европска унија. Те наведувам, кај се другите? Значи не сме последни, први сме. Можеме. Тоа покажува дека можеме ако имаме чесен пристап и ако сме фокусирани на работата. Како вече, ако има желба, има и начин. Ако има фокус и ако има многу работа. Добро, добро. Ако ние имаме состојба на фокус во делот на надворешната политика, со искрени и честни намери, со позиционирање онакво какво што би требало и со презентирање на состојбите, ќе победуваме. Многу ќе победуваме. Може би ова е првиот чекор кој што го правиме, но и во иднина ќе продолжиме со Имав еден слоган, победа да е состојба нулата, ама за неа друг пат ќе зборуваме минатата година. Кога работе со една партија. Жалам што сме многу долго време навикнати на порази и мислам дека мораме да работиме да се работите вие на победи. Златев, знам дека во меѓународните односи си врвен експерт, ама на другите медиуми им вршиш работа, гледаност. Ајде помогни ми, вклучи се те молам нешто. Кажувај. Па е меѓународна политика чачнавме. Па не видим. Неле, се како, кажи ми колкава изолираноста на Македонија од кога е Комарот да дојде на власт. Македонија никогаш не може да биде изолирана, Македонија се наоѓа во Европа. Ние може да имаме дел од Европа. Ние не може нас, се додека имаме роаминг, не сме изолирани. Браво. Далеку сме од изолирани, но она што е во овој момент нели предизвик е како да се најде решение за европските интеграции кое нема да задира во нашиот идентитет. И владата се обидува тоа да го направи и според мене, сега можеби сум премногу радикален, успехот и обстојувањето на оваа владеачка гарнитура зависи токму од ова. Така, во право. И многу е тешко за нив, затоа што вие сега се наоѓате во една позиција каде што тоа го ветивте и мора да го остварите, а тоа е дека ќе откочите европската иднина на Македонија без да ни го нарушите идентитетот. Во овој момент тоа е фатално тешко, еве премиерот имаше изјава дека има решение. Денеска мислам дека има од Сабајли имаше негде видов на Тајм МК. Имате ли во овој момент притисок и сенс за тоа колку е каква тешка мисија имате во овој период? Само во едно нема да се согласам, а тоа е дека не зависи само од ова ветување обстанокот на владата, затоа што многу пати зборувавме дека треба да заборавиме на апатијата и безнадежноста и да ја вратиме надежта. За да ја вратите надежта, во овој момент сте под лупа од граѓаните, делувајќи на секое поле. Не само во делот на надворешната политика. Тука е ветувањето во делот на подобар живот на граѓаните, во делот на образованието, во делот на безбедноста, во делот на инфраструктурата, така што мислам дека имаме многу потешка задача од тоа само исполнување на ова ветување. Но таа е па уште потешко од ова, знаеш како? Секој би рекол, па добро, направите не нас Сингапур да бидеме и не мора да не зачленувате во ЕУ. Ама ај направите не, тоа е многу потешко од ова европското решение кој може да го имаме. Затоа велам, многу се напластени проблемите, но еден по еден ќе ги решаваме. Сега во делот на
она дали ќе обстанеме на ветувањето, со сигурност можам да кажам да, го потврдивме тоа и од аспект на делување опозицијско, каде што многу дилеми или тежок збор дилеми, многу пердови беа расфрлани во јавноста за тоа какво крило постои во рамки на пратеничката група на ВМРО-ДПМН, што се ќе прифати како ќе прифати, па имавме наместо да зборуваме за тоа дали е добар или лош некој предлог, сакаа да зборуваме за тоа дали има такво крило или нема и дали ќе го направиме тоа или не, но времето најдобро работеше за политиките и ветувањата кои што ги дадовме, дојде и моментот во кој што покажавме дека отстапување од ставовите не е карактеристика на нашето владење. Ве потврдија 436.000 гласачи. Апсолутно. И еден мој совет, Марија, никој пат немој да ловите пердуви. Значи, нека зборуват, нека ве напаѓат, нека ве навредуват, пердуви не ловите, тој им е целта да се изгубите во просторот и времето. Точно. Карајте си ја мисијата и го имате патот, си ја имате целта и работете на каузата ваша. Тоест македонска, пардон. Понекогаш кога се соочуваме со таква ситуација, доволно е да се спротивставиме во име на вистината и во име на се, а времето покажа колку стабилноста и непромената на ставовите можат да влијаат надеж и доверба кај граѓаните, што резултираше со резултат каков што резултираше на Марија, ај малку една тешка избори. област, а мене многу ми лежи, да ти кажам, ми е криво мојата област правосудството. Таму ми е вокацијата, таму сум излегнат јас. Значи реформите. Имам чувство дека реформите во администрацијата се чекор 2 понапред од реформите во судството. Не велам дека не ги правите. Ама имам чувство дека се малку се кочат работиве. Ја не сум присталица на овие критичари да нема менување на судски совет, на совет на обвинители он. Ја упорно тврдам дека таму седат луѓе судии и некои докажани истакнати правници кои немат морален интегритет, кои немат морална вертикала за правосудство. Дали не треба малку поостро да одите? Филков најави некои промени, знам дека се работи на кривичниот законник, знам дека ЗКП се менува, знам дека граѓанскиот законник е пред крај. Не треба ли малку похрабро да одиме? Ево, те молам, кажи ми дали си информирана? Апсолутно да, и не сте првиот кој што има ваква перцепција за состојбите во правосудството и тоа е нешто кое што и граѓаните постојано го зборуваат и многу често знаеме да кажеме дека никогаш нема да правиме решенија кои што ќе треба да ги донесеме само за да задоволиме перцепцијата и да створиме мислење дека нешто се работи, а истите тие политики, мерки, промени да не дадат никаков ефект, па да треба повторно за година, 2-3 да се менуваат и да зборуваме дека ситуацијата е статус кво или исто. Да, состојбата во правосудството е таква затоа што инсталациите кои што се оставени од претходната власт во рамки на правосудството во целина имаат длабоки корени кои што е многу потешко да ги искорените за многу брзо време. И тоа е сосема реална слика која што и како влада постојано им ја презентираме на граѓаните. И граѓаните можат да го видат тоа од постапките на политичките партии во опозиција во моментот. И од аспект на тоа како функционираат, и од аспект на праќањето на писма и барањето да се интервенира во некои одлуки, почитувањето или непочитувањето на одлуки на Уставен суд и така натаму. Има факти кои што го докажуваат ова наше мислење преку постапки од тие политички субјекти. Но тоа што работите одат споро не значи дека работите нема да се завршат. Не го реков тоа. Сега зошто Мислам дека треба малку да подбутните повеќе. Зошто велам да одат споро? Едно од главните ветувања кои што многу го комунициравме во јавноста беше распуштањето на судски совет и совет на јавни обвинители. Ја до крај ќе ве поддржувам. Во моментот кога таа предлог мерка пред да стане официјална владина програма и да добие поддршка од граѓаните, од никого не слушнавме ниту за, ниту против. Некако калкулира и велеа чекате да видиме какви ќе се. Имаше поддршка од граѓаните. Зборувам од луѓето во селата. Не те сватив, извини. Кога стана би кажала тоа ветување реалност, дека постои можност да се реализира, тогаш веднаш оние заштитници на состојбите со 2% доверба во правосудството беа најгласни. А сега е ground zero. И тука ќе се постави сосема легитимно прашање зошто сега сте најгласни и чии интереси штитите. Така е.
не е нелогично вакво Што е прашање. проблемот, Марија? Ај што се судска власт. Ај што одлучуваат за судството внатре, бидејќи они го моделираат судството. Абе сакаат и едукатори да бидат, а луѓе без етика и морал не можат да бидат едукатори, не можат да седат во управен одбор на академијата, која го носи славното име Павел Шатев, човече, на нашиот преродбеник, револуционер, државник и така натаму. Сотир, Мораме на тие луѓе да им ставиме крај. Мора да одиме со Во кратка кариера. пауза Па за така реклами, е. со кој Ти се си шеф враќаме овде. во вториот дел од емисијата, Ајде. во кој ќе се обидеме да добиеме одговор од Марија дали може би на некаква реконструкција на владата, што може да очекуваме и така натаму, затоа што во досадни земји за вакви работи Ти да не зборува. беше на некој кафе пиење со ми 5 ми 6 нешто? А? Во Лондон, аха. Ми обечава дека ја ќе бидам министер, па да видам до кај работата се Па шегувам добро, не е лошо нормално. тоа, не е лошо. Да, не би работел таква работа, вака ми е супер по 2 сати. Да, негове заможен ден. Да. Браво. Јас сум Океј, одиме подобар на од пауза. швеѓаните. Одиме Останете на пауза. со нас, почитувани слушатели, се враќаме за многу кратко. Се враќаме назад. Ај малку на слушателите да се посветиме. Сотир, праша го Сотир, кој ден е денес на владата, дали уште ги брои? Мислам дека не ги брои. Не ги бројам, дигнав раци. Поздрави До го 100 човекот дена што броеше, прашува. после тоа На средината декември ќе ги дадам резултатите од моите 2 анализи. од Димитар има огромен поздрав до портпаролката на владата, вели ВРМРО вечно слобода или смрт за Македонија. Сега кај бе смрт за Македонија? Само слобода, смрт не е алтернатива. Сега што е ова? Не, да. Ај оставите ги Тоа е тие работи од слоганот е 19 тоа. век. Дозволено прекорачување кај банките, не ве разбирам Стојан, вели Љупчо, многу личи оваа влада дека има кензијански економски политики, ај како економист кажи нешто за тоа, види нема влада у свет Да. која нема кензијански така, политики, да, затоа што од кај постои капитализам, без државна интервенција не постои ништо. Не може да функционира. Не сме виделе пример во светот дека економија функционирала без државна интервенција и добро е ова со градењево на станови. Се најавува митева изградба на станови. Министерот за транспорт и врски имаше пресконференција на темава. Најавено е дека тоа ќе ја коригира цената на становите, односно дека таа сега е напумпана и дека младите брачни парови не можат да си дозволат домување. Тоа е еден пазарен обид да се спушти цената, но ќе видиме дали е доволно. Размислувате ли можеби за зголемување на даноците на имот? Затоа што кога ќе видите дека во Скопје има 70.000 станови во кои никој не е регистриран официјално пред државата дека живее, тоа говори за една навистина голема бројка на станови кои се оставени празни или односно дека тоа се имоти кои не се користат. Размислувате ли можеби да се зголемат даноците за вакви имоти што можеби ќе ги принуди луѓето овие пари од заглавени во станови да ги вложат во економијата? Јас би одела можеби малку со поинакво размислување, а тоа е како да имаме наплата на даноците подеднакво од сите. Мислам дека тука можеби треба владата секогаш да размислува во делот на сузбивање на таа сива економија и во делот на немањето на како да кажам, она што постојано граѓаните го велат, еднаков третман за сите. И во делот на реформата на даночната наплата ние покажавме дека по промената на власта само за неколку месеци имаме зголемена наплата, што го покажува фокусот на она што го ветувавме, а тоа е дека ќе се воведе и онаа фактура која што со години имено беше чекана и од страна на фирмите, која што ќе го даде ефектот на сузбивање на таа сива економија, која што во многу наврати се покажала како непродуктивна во делот на приходите во буџетот. За она што го зборувавте во делот на најавата од страна на министерот за транспорт и врски, да се работи на едно размислување на еден таков проект кој што ќе треба да ги улесни тие можности за обезбедување на дом за млади брачни парови. Истото повторно ќе повторам беше и ветување за еден проект кој што во минатото се покажа како многу добар, а тоа е куќа купи стан за млади, каде што државата субвенционираше, така што да, сите оние
за жал добри проекти кои што беа дел од едноминато време беа уништени, беа ставени на како да кажам, на дното на приоритетите на власта на СДС и ДУИ. Пробуваме полека да вратиме политики кои што се покажале како добри, а да ги модифицираме согласно актуелните потреби кои што ги имаат граѓаните. А дека тоа е проблем со кој што се соочуваат младите брачни парови, апсолутно се согласувам. Ја не сомневам дека ќе им помогнете. И ги познавам политиките, ја и ги препознавам на ВМРО. Младите секој пат во жижата на фокусот им е. Така да мислам дека само треба малку трпение. Особено во моменти кога навистина гледате каква е целата транзиција на младите, колку се повеќе и повеќе заменуваат, не може да изостанат политиките за младите и делот на подобрување на севкупниот систем. Јас многу често велам, веќе се повикаме како личност која што навистина има помлади пријатели околу себе кои што допрва започнуваат или завршуваат со студиите, сакаат да оформат семејство и се многу малку од нив гледаат економска причина или бараат економска причина за да ја напуштат Македонија. Напротив, ценам дека веќе на сите им е потребен функционален систем, а таков немаше. Мора да направиме држава во која што има систем функционален, кај што знаете едноставно дека нема да го поминувате денот, месецот и годината низ фрустрации, туку низ нешто што значи систем функционален. Ајде, да го направите, ние ве поддржуваме. Ќе направим една мала дигресија од разговорот, не мора воопшто да учествувате, но вчера на еден портал на Infomax.mk излезе една лажна вест дека бизнисменот Ивица Георгиевски бил уапсен. Стапивме како медиум во контакт со него веднаш потоа, се обидовме да провериме дали е уапсен. Човекот не се вика, ниту сум бил таму каде што велат дека ме уапсиле, ниту има зошто да ме уапсат. Немам никаква работа со државата, ниту сум земал тендер, ниту нешто слично. Кој Ивица Георгиевски момент не ми текна? Фреди. Готово. Беше активен во политиката младите, како не го знам. Предходно, но високиот Фреди. Да. Во време на Агенција Млади и спорт. Во првата половина на владењето на ВМРО ДПМН ја напушти политиката и се посвети на бизнес. Објави на социјалните мрежи, ви известувам дека објавата на Infomax каде се споменува моето име е целосна лага и креација на болен ум, вели Георгиевски, против сите квази новинари, приучени, неспособни и неартикулирани поединци кои своите фрустрации ги покажуваат на ваков начин, ќе поднесеме кривична пријава и тужби согласно Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета, а постапките пред надлежните органи ќе ги поведеме итно. Немилосрдноста на лажните вести кои предизвикуваат огромна штета на респектирани и успешни предпријатија и личности треба да биде најстрого санкционирана. Ги повикува МВР и сите надлежни органи да создадат законско решение, а најдобро клеветата и навредата повторно да ги вратат во кривичниот законник и еднаш за секогаш да стават крај на континуираното пласирање на тешки лаги и клевети кои ги вознемируваат нашите семејства. Ја разбирам да објават дека си уапсене на вистина ќе ти задзвони илјада луѓе. Но сега не се согласувам дека клеветата и навредата треба да бидат повторно кривично дело, ама треба да се воспостави одредена програма за борба против лажните вести. Митева, токму ова е мојата следна тема. Во собранието во овој момент се уште трае тоа анкетирање за нови членови на Агенција за медиуми кои би требало да ги добием, иако малку ќе биде тешка таа операција затоа што се гласаат со двотретинско мнозинство. Има ли владата стратегија за борба против лажните вести и дали во онлайн просторот ќе важат истите закони кои важат за нас како радиодифузери? Ние сме радиодифузери, секој збор кажан овде може сносиме и ние одговорност тој што ќе го каже зборот. Например, ако кажете навредлив термин, етнички, сексуален или било каков, вие одговарате пред законот. Истото не се случува доколку на YouTube го кажете тој. А од YouTube се прават подкасти во Македонија. Дали ќе почне некако да се регулира онлайн просторот? Не велам да се цензурира, но да се направи подостоинствено место за на луѓе вака да не им ги вознемируваат семејствата со лажни информации, со клевети, со навреди.
Прво како личност која што секојдневно на дневна основа работам и функционирам исклучиво со медиумите и со сите оние кои што се дел од јавниот сервис, не можам да кажам дека првпат од вас го слушам ова барање, затоа што многумина од нив велат дека мора да најдеме решение за ваквите состојби. Она што како влада можам да го кажам дека секогаш ќе се трудиме да го направиме е да донесеме предлог, мерка, законско решение кое што ќе биде изворно добиено од страна на медиумите. Никогаш не сакаме да имаме пристап на диктирање на темпото на работа и наметнување или пак зборот кој што го спомнавте цензура, ниту размислуваме на таков пристап, ниту па цениме дека треба како влада да го применуваме. Многу често зборуваат за транспарентноста, што се бара од владата, многу често зборуваат за пласирањето брзо, навремено информирање од страна на владата, но многу малку ценам дека се зборува за дезинформациите, ширењето на лажните вести и можноста истото да остане нерегулирано или да биде во некој меѓупростор како што во моментов го имаме и за случајот за кој што прочитавте, има многу такви состојби. Мора да најдеме начин како со тоа да се обидеме да се справиме. Не велам дека во целост можеме тоа да го искорениме. Имало дезинформации и ќе има, но наше е да направиме едно добро законско решение во кое што тие моменти ќе бидат можеби добро позиционирани. Добро, би требало овде да се преземе нешто од една единствена причина да се воедначат условите. За работа. Значи ние не бараме ништо посебно. Ние не бараме никаква цензура, бараме само онлайн медиумите да бидат регулирани исто како и конвенционалните медиуми, особено затоа што онлайн медиумите во делот на профитите од дел од радиодифузерите, како што се на пример радијата, веќе имаат и кумулативно многу поголем обрат на пари. Ние сме медиуми кои полека нели одат во историјата, а сме во по-нееднаква позиција. Сега многу ние се бориме против технологијата од една страна, а од друга страна државата уште по неповолни условите ни ги прави. Во овој момент, во име на транспарентноста, можам да кажам дека се работи на законот за медиуми. Ајде, вредно е, време. Соопштение прво ово утро од СДСМ вели загане на воздухот во сите градови, а ДПМНЕ го намали буџетот за 51%. Сега морам да дам забелешки за вас како ВМРО ДПМНЕ, но и за СДСМ. Соопштение за загадувањето се праќаат само во опозиција. Кога се зошто е тоа така? И значи, кој да е во опозиција, СДСМ беше во опозиција, праќаше соопштение за загадувањето. Дојдоа на власт, 7 години едно соопштение за загадување не видовме. Отидоа во опозиција, сега пак почнаа статистиките да ги следат. Слична некако и со вас се приказнава. Не можам да се согласам дека е слична, од причина што не сметам дека на вакви теми парцијално сме воделе политика. Мојот впечаток не бил таков. Сега, вакво соопштение според мене не само што е смешно, туку во поголема мера е трагично, затоа што власта не ја превземавме пред 5 години, што е, ќе кажам, среднорочен рок на владење или и краткорочен ќе го ставам, во кој што сте можеле и сте имале маневри да направите промени во секој сегмент, па и во делот на животната средина и справувањето со аерозагадувањето. Власта е превземена после само 5 месеци и ваквите соопштенија од оставените последици од власта која што траеше 7,5 години од Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, да дојде едно вакво соопштение ми говори мене за тоа колку состојбите се такви какви што се во рамки на нивната политичка партија, но уште пострашно на какви поени сакаат да соберат на каква тема. И дали тоа треба да личи на една опозициона партија која што се стреми да биде вистински коректор на власта. Дали тоа соодветствува со она што тие го бараат од граѓаните како доверба, при тоа говорејќи и собирајќи поени на тема на која што апсолутно нема никакво помрднување. И ова е тема на која што јас сум граѓанин, јас го дишам воздухот како што и вие, како што и
членовите, симпатизерите на Социјалдемократскиот сојуз и на сите останати. Тука не можеме ние на дневна основа да правиме поделби дали јас дишам почист или по загаден воздух. Нема тука дилема околу тоа прашање. Прашањето кое што граѓаните го чекаат како одговорот, тоест на прашањето е што направивте или што ќе направите. И ако сите знаеме дека ова не е состојба која што се решава од денес за утре, тогаш треба да понудиме мерки во 3 сегменти. Краткорочни, итни, што ќе направите во моментов сега, за да се подобри ситуацијата, што ви е план да направите на некој среден рок да почувствуваме некаков ефект и ајде да видиме долгорочно како ќе го решиме проблемот. Тоа е пристапот кој што оваа влада... Еколошки филтри треба да ставиме таму каде што упорно некој не сека, а тоа се кај фабриките на олигарците. Една од мерките бидејќи се залагав за конкретност. Тоа. Марија, синоќа кај Драган Заспи, ако можеш, Ивица беше директорот на СОЗР и изнесе едни катастрофални работи, а јас сум запознает со тие бидејќи кога исто водев истрагата за погибието на Трајковски, видов СОЗР како работело и што работело, и ја му верувам во тоа, иако некои луѓе велат тоа не е можно. А ја нешто сега да те малку пецнам. Иако малку ти покасно дојде во владата. Ја кога Златев ми најави дека ќе ме ангажира за лидер, негде крајот на август, почеток на септември, отидов во владата, кој видов каков хаос е таму, да ти кажам. Отидов да се сретнам со еден човек, кој видов што наследили, ја викам, ја овде не се враќам. Марија, дали го малку подсуредивте тој хаос што го наследивте во владата, бидејќи ја видов од организационо технички, да не кажам запуштени некои си работи, сега и да не зборувам најконкретно канцелари и оставено едноставно гледај владата, смет околу владата неичистеност, запуштеност, море споменикот, море влезот, море скалите околу владата и така натаму. Дворот, дали нешто презедовте, дали сменивте нешто? Ево, од таму се познават малку работи. Дали е подсуредено би те прашувам? Не само што е вистина тоа што го зборуваше директорот на службата за општи и заеднички работи, туку мислам дека и во периодот кој што следи, граѓаните ќе бидат многу изненадени од тоа какви состојби наследивме и што се излегува при работата на површина од отварајќи од предмет до проект. Јас ги велам крокодили, Марија. До состојби, не само во делот на финансиската поставеност и огабеноста со која што се соочуваме како држава, туку и во делот на негрижата на она што е наше, ваше и на граѓаните, тоа е имотот. На возичка краде. Срамота е. Страшно. Имотот на државата. Да, објектите за жал во институциите беа во многу незавидна состојба, со максимални напори и со сериозна грижа кон тоа што е на сите, успеавме некако да воведеме подобрување и формирање на нормални услови за функционирање, затоа што за да дадете резултати треба да имате каде да ги направите тие резултати и треба да обезбедите услови за сите граѓани. Многу често знаеме да нападнеме или да биде нападната владата, администрацијата за работењето, неработењето, функционалност и нефункционалноста, но никогаш не се зборувало за тоа какви се условите во кои што тие луѓе ги даваат услугите и размислуваат и креираат политики. И тоа не се прави секогаш со многу финансиски средства, понекогаш и со домакинското работење, со грижата, со правење на услови од она што го имате, можете многу подобро да направите. Да, ќе има уште состојби околу самиот објект влада да се променат во делот на би кажала некои такви технички проблеми кои што ги има и за паркинг местата и за оној хаос кој што се создава, но се работи на истото и бараме начини и решенија како да направиме едно солидно нормално место за функционирање. Така и треба да личи. Ја му верувам на тој човек. Малку преамбициозно му се плановите, ама дај Боже да му се остварат, да заличат луѓе, резиденциите се распаѓаат сега. Ја ги знам состојбите. Авионот не е одржаван како што треба. Ја малку пошироката слика ја гледам. Дајте да имаме сериозен однос кон ВИП личностите. Па доста ни гинеа председатели и така натаму, знаеш. Знаете, од тој аспект го постави прашањето. Мислам дека ќе дојде време да размислуваме за тие политики кога ќе имаме состојба во која што домовите на граѓаните и на семејствата нема да не се распаѓаат и кога нема да зборуваме за канализација и водоводна мрежа која што не постои во 21 век
И кога ќе се решат тие состојби, мислам дека тогаш ќе дојде време да покажеме одговорност и кон државните средства кои што треба да ги имаме на располагање. Не можеме Па ние Дуи беше најдобар во тоа бе? Во нивниот дел кај што владеат све направили кој што треба. Па мислам дека не, мислам дека баш напротив, тоа беше една малку сум теза која што сакаат да пласираат дека најмногу се грижат за албанците, а имено беа политичка партија која што најмногу ги украјда и албанците и македонците и сите останати граѓани. Така што ајде малку да размислуваме како да ги подобриме тие состојби во домовите, во семејствата на граѓаните на нашата Македонија, основната клетка на нашата основните заедница. екзистенцијални потреби, затоа што маките ни се исти и мои ваши и на албанците и на турците и на властите па на на крајот од србите. денот сите го дишеме овој Така. Апсолутно, па потоа ќе зборуваме за И кога ќе подобрување отидете на на објектите. онкологија, нели секој доктор ќе ви каже дека има епидемија на канцер и дека независно од тоа какво потекло имате, процентуалната застапеност пред Ова ми канцер залечи е Кирило иста. Методиевски. Како? Па, Кирил Методиевски имат изјавено на реченицата зарем воздухот не е за сите ист, зарем дождот што паѓа За сите не воздухот мокри сите, ист. значи сонцето што Во не однос грее. на Браво, бе, Златев, загадувањето браво. имате стратегија, велите, но кога ќе добиеме поригорозни регулативи? Да не се користи грејење на дрва, да не се возат автомобили со мотори кои загадуваат, затоа што на крајот нема стар ми автомобилот, немојте работа. па да, твојот прв ќе изгори сотир од некој закон или ќе му се забрани од централ до градско подречје, ќе можеш да го возиш во Горно Соње евентуално. Ако ги гледаме европските, нели, во Европа сегде е така. Размислувате ли на такви решенија за загадувањето, затоа што вакво какво што е неодржливо. Ова е неодржливо за нас. Еве сега во делот на затоплувањето на домовите и грејењето на дрва, Дрва, нафта, јаглен, се и се. и се останато, Да. не е нешто што се искоренува преку ноќ. Ја немам точната статистика на тоа колку домови се греат затоплуваат на дрва, но можам да ви кажам дека бројката е многу голема. Сега што прави институцијата Македонски шуми, затоа што ова треба да го прави владата. Затоа што ако го детектирате проблемот, треба да најдете како можете брзо и динамично, но и долгорочно да најдете решение. Знаете каква беше состојбата во Македонски шуми. Па први некој им Знаете. помогнате, на нив плата им обезбедите. Знаете со какви состојби се соочуваа вработените, знаете како протестираа, Да. при тоа многу често беше споменато дека таму постојат индивидуалци, структури кои што водат бизниси преку сечата со така. Сотир, наредна дрва. емисија, директорот на Македонски шуми да го викнеме. Ја го познавам Добра лично, идеја. уши кој беше активист во За Радовиш. Кире ќе го зборуваме, повикам, така? Да, бе, да. Другата недела Ајде да се обезбеди обидеме. го. Да се сега тој обезбеди. ќе ви кажа малку подетално за состојбите Так, кои што да, биле да, таму, да. но што е проектот или мерката кој што во моментов таа институција размислува да направи да воведеме закон со кој што ќе се даваат за употреба дрва со определена влажност, затоа што факт е дека сувото дрво е дрво кое што најмалце предизвикува загадување. Ајде да почнеме од таму, но Така. ајде да размислиме како конечно да завршиме и проектот со гасификацијата, како да дојдеме до момент на изградба на оние Ма колку знам, добар пат когенеративни, за гасификација. Видете. централи и да дојдеме до степен каде што за 4 до 5 години, затоа што не е ова мерка која што ќе даде брзи резултати и ефекти, но за 4 до 5 години, кога ќе ми го поставите прашањето да немам можност да ви речам, размислуваме ние на итни, краткорочни мерки. Не, веќе ќе треба да ги видиме ефектите од долгорочните мерки. Непопуларни се овие мерки, непопуларно е да им кажете на граѓаните вие веќе нема да може да живеете вака како што живеете до сега. Секогаш кога Ама се по тоа се носат познава добра власт. да, Храбра. секогаш Можам многу кога се накратко? носат да, ќе ме прекинете само што да ви кажам. Во 45-та година, кога нели комунистите ја преземале власта, во Македонија населението 1% од населението било писмено. Прво нешто што ги натерале е сите да одат во школа и да научат да пишуваат. Вие знаете каков отпор имало на тоа? Голем. Луѓето давале отпор да се описменат. Ќе даваат отпори да користат еколошки решенија, но само тие се можни за одржлив живот.
Сега ќе направам една мала корекција, ќе ви го кажам моето размислување Говори. од овој дел. Да, така ќе наидете на отпор ако речете не може веќе вака да функционира, така и ако ја употребите формулацијата на тоа дека не може вака, но не дадете алтернатива. Ако им дадете можност и алтернатива која што ќе влијае за општото добро, затоа што треба на секој еден индивидуалец покрај личниот да биде интересот и за општото добро, ако ја понудите таа алтернатива, ако обезбедите услови за таа да биде функционална и применлива во нивните домови, не мислам дека граѓаните ќе најдат Ќе имат само разбирање. на отпор или ќе речат некој размислува можеби подолгорочно. Ама сепак Златев го кажа менталитетот наш. Марија. Нашиот менталитет е да. Значи, А не, ти не, си не. сосема во право. Значи, Пак Дајте ќе- пак алтернатива, нема да ќе се- прифатам, Марија. Пак нема да Така се е. согласам, Добро. зашто? Затоа што чисто велиме дека менталитетот е таков каков што ни е и знаеме да бидеме многу критични околу себе, а ништо не сме направиле да понудиме алтернатива и да Сосема видиме си во како право. тогаш менталитетот ќе биде поинаков. Ама ја на овие години работам во едукација, тренинг и обука и еве ти кажувам, Марија, најтешко го менувам менталитетот кај моите, да кажам, студенти, ученици, тие што ги тренирам. Многу е претешко карактерот да им го сменам. А тоа е основата, Марија. не, знаеш како? Ама како и да е, ти си во право, ти си во право. Пример, има некои работи кои на вистина се проблем. Еве, стилот на возење во Скопје. Немој, катастрофа. Значи, сега, Секој среда кога доаѓам овде. тоа е проблем што ти имаш и знаци, имаш и регулатива и јасно е колку треба да се вози, јасно е дека појас треба да носиш, многу работи се јасни и на крај никој не ги почитува. Ние ќе бидам многу остар. Ние сме Истанбул пред 30 години. Знаев како беше таму хаос, кај нас немаат сообраќајна култура. Сега, за тоа да се направи, треба малце Па и едукација, Зоран па и Заев, мерки. имаше термин за тоа, към шикар. Беше Не, јас сум терминот. против тоа. Не. Сега, но доколку го направиш тоа, доколку има многу казни, пак имате проблеми, ќе ви Пак кажат, нема да не се казнам. согласам. Зошто? Па, во демократија, Марија? Заради тоа што не е поентата во употреба на камшикот, еве така да се изразиме. Превентивата. Туку е прво во делот на воведување на систем кој што подеднакво ќе важи за сите. Кога вие гледате дека едни се казнети поради направен прекршок, а други се ослободени поради истото, се прилагодувате на систем и велите тоа е немање на сообраќајна култура. Но кога подеднакво ќе важат законите за сите, кога нема да има можност за физичка интервенција во преку проектот Safe City, тогаш мислам дека сите некако ќе ја видиме разлика и ќе има многу поголема сообраќајна култура, барем во овој дел. Еве кога сме кај сообраќајната култура, јас имам пријатели од претходната влада, голем дел, еднаш и јас имам идено така надвор од држава, што со службени возила си иде на одмор. Злоупотребува. Добре, појма немав дека се возам во службена кола, мислев дека е лична. Да, ама ти си гостин там. Сега, да, немам службена одговорност, валјда, не знам. Нема повеќе возење каде сакате. Директорот на Созара, Ивица Томовски, најавува дека ќе има нови таблици Црвените таблици, за бе. службените возила и секој граѓанин ќе може да биде детектив. Односно, секогаш ќе има веројатно Кај некако се движат? број, каде што вие ќе може да пријавите, тука помина тоа возило со тие регистарски таблички, имаат ли тие луѓе налог каде да одат. Митева, успешните западни држави, западни демократии стана успешни затоа што граѓаните ги направија кодоши. Ако вие дома сте погласни, ако сте насилни така натаму, комшиите ќе ве пријават. Ако возите службено возило, исто така ќе ве пријават. Оваа мерка верувате дека ќе профункционира, пошто сладки се овие службени возила за секого. Не се согласувам дека треба да се гледа на нешто сладко или не. Ама не, убаво Во име на делот на луѓето, он тој вика се момент со државно гориво ќе си го земам детето од градинка, ќе си ја земам жената од градинка, ќе отидам дома и нема денар да платам, затоа владата ќе ме. многу Епа да често пробаме крај да ставиме на тај беше многу возил. често се случуваат состојби во рамки на злоупотреба на државни средства за политички Да. цели. И тука некако таа тема никако да има крај, а почеток има многу од... Сега ќе ви дам еден парадокс. ЕЈП градски паркинг Скопје. Тотално
локална институција, така, што има, градски, ништо глобално нема над поддалеку од Илинден. Границите завршуваат Илинден на едната страна, маđари на другата страна, нема у маđари. На третата страна нема ни во кисела вода, значи толку е. Центар Карпош аеродром им е юрисдикцијата, а имале десетици возила со зелена карта. Да излегуваат од Македонија. Зошто би ги имале тоа, освен за да одат на одмор? Па итни работи, меѓународна соработка, Златев. Па добро бе, една кола нека имаат за меѓународна соработка. Разумен сум. Да. Мислам дека она што се покажа како состојба на злоупотреба и која што предизвикуваше недоверба на граѓаните во политичарите воопшто, затоа што секогаш беа карактеризирани како несовесни, како криминалци, како луѓе кои што се таму само заради уживање на поволностите кои што ги носи позицијата. Ние никогаш нема да може да истапиме како општество таа како да кажам проценка која што имаат граѓаните за политичарите ако не воведеме мерки како што планираме да воведеме. И мора да ви кажам дека ова беше едно од ветувањата кое што го дадовме во предизборна кампања, затоа што многу често гледавме како со возила на како да кажам на комши, што случајно грубизам е тоа. Беа запалени и кои што присуствуваа на политички настани без никаква доза партиски, точно, на одговорност и каде што ценеа дека апсолутно ништо лошо не се направила и каде што објектите служеа за играње на фудбал, а не за работа. Не сметам дека е мерка која што ќе донесе нешто негативно, напротив, мислам дека некако и функционирањето на сите во власта пред и потоа ќе биде Треба забеганите политички елити на минатата власт. Бегајте од нив, немој да земете пример од нив. Да видиме дали овие ќе и оваа власт, нели, сега тоа не е забеганост на политичките елити. Тоа е во карактерот на луѓето и системот е должен да создаде услови во кои тебе ќе те стави во кафез да не можеш да ги правиш тие во рамките на законското. Оваа мерка со црвените таблички и со бројот за пријавување, мислам дека ако некој земе да злоупотребува службено возило, навистина ќе се плаши, затоа што на крајот од денот прво ќе може да те сликне некој, многу лесно ќе биде веќе. Златев, првата казна и последна во Германија, знаеш како ја платив? 89-та година. Одиме тамо, правиме сообраќајен прекршок. Возилото зад нас не пријавува, не знам каков систем имаат, на следните семафори полиција не стопира. Ни кажуваат каде сме направиле прекршок и ни рекоа да се ја платите казната. Ако платите овде, во станица, преку шалтер и така натаму. Функционира тој систем. Јас за тој зад мене не би рекол дека бил кодош. Пријавил некој кој го загрозува сообраќајот. НД. Тоа е сообраќајна култура за мене. Прекршителот да го пријавиш. Тя малку озбилно го свативме ова. Ти што рече кодуши, ама така едноставно така. Мораме да пријавуваме. По кои што се водиме, немаме систем, немаме правила и уредби и секое делување надвор од тоа е треба да имаме. Би кажала самоволие и нешто што не се дали примети, ние јас да вршевме влијание на нашата гостинка, големо влијание и таа ни изврши нам давање на некои одговори, што не согласување во јавен со нас, си извештила вака така млада. Па кога успеете тоа да им го направите на медиумите, вие сте веќе успешен политичар. Ако успеете тоа да го направите, но ние сме тука до последно да се бориме. Пред крајот, Сотир, имам да кажам нешто. Александар Вучич, светот е на работ на целосен нуклеарен конфликт, ние сме целосно неподготвени. Вели дека ова во Украина може да ескалира, па сега он ќе подготвувал скривници за милион луѓе. Да, ќе разбореше. Го слушав. Дека малку има скривници. Сега има место за 257 луѓе. Со джемперче излезе, со јакничка и саат време им звореше. Добро, мислам дека пресерува. Прво има малце непотребно драмење, али и покрај неговото непотребно драмење, јас си купив симпатија, да ти кажам право. Да. Се спремаме, дома сме подготвени за нуклеарен конфликт.
Ајде не се случи. А јас сум овде највозрасен. Ајде да мислиме на нешто друго, на нешто убаво. Вака пред да затвориш емисијата. Чувствувам потреба пред да испратам поздрави, право благодарам што младата дама не удостои, да бидам искрена прва, и тоа е одговорност кон граѓаните, кон медиумите од страна твоја како лице на владата на Република Македонија, пред да ги испратам поздравите за по дома и за во влада од мене, од лидер, преку тебе, да ги испорачаш. Јас сакам на нашата гостинка Златев да ја поклонам 2 книги. Едната е моја, добро познатата, тоа е Толковникот брендинг, Advertising Public Relation, не знам дали сум ти дал до сега, одамна не сме се виделе, за надградување на твојот личен брендинг. Сега ќе кажам нешто што не знам, може би ќе се подзастрамиш троа, што те фалам, за мене ти си иднината на македонската политика, овој речник ќе ти помогне само да се надградиш. И еве ја книгата, нашата Библија на 4 историчари што ја направија, ја издадов. Ова е нешто збор 2 повеќе за нашата преродба, за нашата Библија од браќата Миладиновци, зборникот на песни. Кој ме желе прочитај нешто, ќе ти биде од корис. Многу ви благодарам прво на поканата, на вистина убавиот пријам. А Златев ме тебе вика, фаќај ги ти од владата, малку вика овде да ги дисциплинираме. Без да те навредам, ќе бидам малку саркастичен. Се надевам дека ќе бидеш еден од првите проекти на Сотир Костов кој не завршил во милионска корупција. Не, види да ти кажам, еве и совет, да. Марија, како што досега успеа. Не, ова е добронамерно, Марија. Ова е добронамерно. Сега ќе ти кажам. Еве. Затоа што досегашните кадри некако не му се покажаа во таа нешто ми сонуваш, со СДС никој пат не сум обучувал од СДС луѓе. Нешто ми сонуваш. Не си, тоа е твој стил. Марија, држи се подалеку како досега што се држеше од сите можни афери во политиката, ти имаш иднина. Тоа го кажува Чичка Сотир. Јас ви благодарам многу и на двајцата за поканата. Ми е чест секогаш да бидам гостин во Лидер. Браво. Имаме убав диалог, не секогаш мора да се согласиме, но некој што согласиме ќе биде досадно. Но како портпарол на владата не е моје да бирам каде гостувам, туку да ги прифатам поканите од медиумите и да го кажам ставот на владата, но и мојот личен. Овие убави зборови ќе ги сватам само како желба за поголем напред. Мора и на крајот, на самиот крај мора од мене еден комплимент. Ја обично сум скржав на комплименти, но мора не само за тебе, туку и работата на PR секторот во владата. 7 години СДСМ на власт. Од тие 7 години од 2020 до 2024 од првите жестоки прашања кои му ги поставував на Венко Филипче и на Драги Рашковски, мене владата не ми издаваше и покрај апликациите, пази, на главен уредник на радиодифузер. Так. Значи не зборуваме за некој блогер. No лиценз. Не ми издаваше акредитација за да влезам во просториите на владата и да поставувам прашања. Значи цели 4 години од 7 години власт ме враќа од настани на кој одеше премиерот Димитар Ковачевски и не дозволуваа да припарам таму. Дочекав со промената на власта не само овој проблем да ми се реши, туку и редовно да не канат на оние брифинзи на премиерот Мицкоски со сите главни уредници. Јас ова не го гледам како фаворизирање од страна на власта, туку го гледам како право кое сум го имал и претходно, како главен уредник и таму да на радиодифузер кој десетици илјади евра годишно плаќа за лиценци. Тоа право сум го имал и претходно. Тоа право не ми го овозможиле. Сега за прв пат ми го овозможуваат. Може само на крајот уште една разлика да направам во делот на акредитациите. Да, акредитациите кои што ги спомна Златев, како влада, која што многу често знаат од Социјалдемократскиот сојуз да не дефинираат како некој кој што става бариери или кој што го затвара кругот, можам да кажам дека во рамки на PR секторот на владата акредитациите се укинати и секој оној кој што цени дека треба да дојде во прес центарот, во медија центарот на владата е добредоден да присуствува на предходните значи зборува дека се многу отворени и дека тргнат во градата во време
Браво. Во време на ВМРО ДПМН никој никогаш не ми побарал акредитација, одма да ви кажам. Во време на СДСМ прво ни побара акредитација, ја извадив од Интернационална федерација на новинари Опа, од бато. Брисел со слика, и ми викаат не, ние вика имаме наша акредитација, аплицирајте на вебсајт. Не го признават Брисел тие. Да, Брисел не го Не го признава. За нив не постои ни Вашингтон, ни за нив главно беше Муртино. Аплицирав, значи, на таа и на апликацијата со месеци никој не ми одговори. Со месеци. И на крај крена фраза, велам добро. Нели не Молчење сакате? на администрацијата. Да, ето Додека- тоа. А сега, Да. значи, укинаа целосно и секој може да влезе и да постави прашање и така треба да биде и одговорни институции се однесуваат така. Јас немам ништо против селекција, сега не може таму да пуштиш и кој стигне да оди. Знаете, доаѓаат во таа влада, не знам, Да, министри од странство, премиери на држави, председатели, шефови на држави, треба да има некаква селекција, но она не беше селекција, она беше цензура. Додека велеа дека владата е отворена и ја трга оградата, цензурата била на друго место. Но за тоа во последната Еве го лекција. крај. И морам пофалба уште една, изгледот на владата Леле, со што му ограда е бидна? многу поубав. Што му бидна на Златев мене, не ми е. изгледот на владата, јас првата реформа на вистина ми се допаѓа, тоа беше да се врати оградата на владата, затоа што џабе физички ако ја тргнете доколку оградата остане во вашите глави. Ти благодарам, Марија. Благодарам уште еднаш. Секој пат добро дојден. Почитувани слушатели, останете и утре. Утре имаме економски експерт со Драган Милосавлевиќ, со кој ќе разговараме за трговската војна која Трамп ја најавува на Европа, трговската војна и какви ќе бидат нејзините последици кон Македонија. Ќе ги анализираме статистиките за нашата трговска размена со Европа, со Америка и ќе А направиме... со Кина? И со Кина нормално, да. И многу е помало од тоа што мислиш. И ќе направиме една симулација во однос на тоа за колку проценти би паднала македонската економија, доколку европската економија падне за 2, за 3, за 5%. Сите сценарија ќе ги разгледаме и се надеваме дека ќе се обидеме да најдеме еден think tank, нели, една think tank солуција за оваа состојба и да најдеме можеби начин како Македонија благодарение на оној договор со Соединетите Американски држави кој го имаме за соработка да биде главниот простор преку кој Европа ќе извезува во Абе, не си Соединетите за Американски пуштање во Лондон, не да ми носиш Да. европски шмек тука и шарм Да. во новинарството. Ќе се замислиме следниот пат. Останете со нас, се гледаме утре.